Владата детално ќе го разгледа и анализира францускиот нон-пейпер со кој се бара обновен пристап во процесот на проширување на ЕУ и каде во прв план се ставаат владењето на правото и реверзибилноста на самиот процес. Од Илиндеска порачуваат дека е добродојдена секоја идеја која ќе придонесе за побрз почеток на преговорите на Македонија со ЕУ и која ќе ги направи преговорите поефикасни, посуштински и покредибилни. Оттаму порачуваат дека најважно е тоа што рамката која ја предлага Франција го потврдува членството во ЕУ како главна и крајна цел на процесот, што е неопходен услов за владата воопшто да го разгледува. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи посочи дека е важно со одобрувањето на новата методологија за проширување да се определи датум за почеток на преговорите. Важно е Европскиот совет при одобрувањето на оваа методологија да го одобри започнувањето на преговорите. Тоа е многу важно да се надоврзе. Доколку постои дисконекција меѓу методологијата и почетокот на преговорите, тоа не носи кон нејасен пат. Фактот што се потврдува полноправното членство како единствен пат, фактот дека процесот е започнат и оди се достапни структурни фондови, тоа е нешто ново и позитивно за земјата. Османи не прецизира кои точки од ново предложената методологија би можеле да имаат негативно влијание врз евроинтегративниот процес, но смета дека има многу нејасноти во овој документ, па владата побарала да биде вклучена во неговата подготовка. Опозицијската ВМРО ДПМН пак излезе со став дека францускиот нон-пейпер е доказ дека владата само формално се залага за исполнување на европските стандарди, но суштински не прави ништо во тој правец. Доколку они видат дека вие само ги затварате формално, а всушност не се придржувате на тоа што е договорено, постои можност повторно да се навратите на таа група поглавја и тоа може да прерасне во една приказна која што ќе нема крај, која што ќе нема завршеток. Затоа доаѓаме на она што ние го зборувавме веќе година и половина, а тоа е дека треба да се европеизираме од внатре, за да можеме да бидеме конкурентни во Европа. Францускиот обновен пристап следи по недоделувањето датум за старт на преговори за Македонија и Албанија на октомврискиот самит на ЕУ. Документот е во фаза на разгледување и за него треба да се изјаснат сите земји членки.